Со мене е Маја Стефановиќ, поранешен председател на Независен академски синдикат. Добро утро. Добро утро. Денеска имате, после овој разговор, ќе треба да одите на разговори во Министерството за образование. Треба да се договорите околу тоа кој треба да парафира колективен договор за покачување на платите. Имаше едно недоразбирање, би рекол. Како се чувствувате? Дали сте подготвени подготвено одите на средба за да ги изложите аргументите дека сонки вие сте тие што треба да го парафирате тој договор? Како се чувствувам? Па се чувствувам некако многу слично како зимата 2015 со тоа што сега нема снег. И јас искрено се надевам дека после состанокот снегот ќе падне, не за да го прикрие брегот, туку за да го открие трагот. Во што е проблемот кој што според Независниот академски синдикат е искреиран што од незнаење за нешто друго? Може би од незнаење, може би од некакви си други причини. Практично ние одиме за да објасниме дека нема законски пречки за покачување на платата од 10%, како што тврди Министерството за образование и наука, дека за нашите колеги да го добијат ветеното покачување кое што е всушност влезено во буџетот за 2019, нешто не е неопходно, туку апсолутно не е потребно да се потпише колективен договор, а најмалку е потребно да се потпише колективен договор после 30 години независна Македонија, академската заедница нема колективен договор, тоест високото образование, најмалку е потребно да се потпише непристоен, ќе се обидам да бидам пристојна, непристоен колективен договор со само единствен член за еднократно покачување од 10%. И последното, да укажеме дека она што е недозволиво, апсолутно недозволиво, е да се потпише колективен договор со квази синдикат, кој е основан, иницииран по директна контрола, се уште не регистриран, се уште не постоечки субјект, но тоа е процесот кој што е во тек на УКИМ и на УКЛО, за тие универзитети знаеме. Значи, иницииран основан под контрола од страна на ректорите. Ја мислев дека времето на контрапротести, контрасиндикати е поминато, но очигледно ова што сега го слушаме во јавните факултети во Македонија, очигледно дека тоа време некако како некој сака да го врати. Кој стои за овој синдикат или подобро речено, кој врши притисок врз вработените во универзитетите да формираат преку ноќ да формираат синдикат кој би потпишал нешто што веќе е договорено во преговорите со Министерството за образование? Искрено не очекував ни јас. Јас верував дека тоа време е поминато. И тогаш некој да ми кажеше 15-та дека за само 5 години со сите овие промени ќе се чувствувам слично, немаше да поверувам. Кој стои за сето ова? Ректорите на УКИМ, ректорите на УКЛО, се оние кои што инсистираат да се формира тој синдикат, а подлабоко кој стои и реков се надевам дека ќе падне снегот па да ги откриеме траговите. Зошто? Не знам дали знаете, јавноста претпоставувам дека не, дека во мај месец ми се чини имаме избори за нов ректор на УКИМ, така што ова е се дел од една предизборна кампања. Поради што? Значи дека некој сака да се кити со туѓи перја? Па тоа е мал дел, да е само тоа не би било страшно. Сакам да како професор на УКИМ, како доскорешен член на Сенатот на УКИМ, претпоставам дека следевте што се случуваше околу донесувањето на статутот, околу отказот на ревизорката. Имаше доста скандали на УКИМ во изминатите години. Јас овде јавно сакам да кажам дека заробениот УКИМ, делот од заробената држава, никогаш не се одзароби. Година дена УКИМ, раководството на УКИМ, ректорот, инсистираше на донесување статут кој е спротивен на закон, например. И цела година УКИМ беше држан во заложништво да работи без статут. Полугите на моќ кои што се употребуваат не за раководење на универзитетот, туку за владење на универзитетот, начините на употреба на тие полуги цело време се исти.
преку притисоци, преку казни, до единиците, до непослушните професори. И единствениот, условно кажано, слободен простор за овие години кој што остана беше просторот на синдикалното движење, тоест на НАКС, кој пак произлезе од професорскиот пленум. Остана слободен, Борите веројатно... за притисок да формираат адхок синдикат. Точно така, да. И веројатно тој простор и остана слободен поради тоа што некој порано не проценил дека е важен, а сега тој простор добива на важност. И ако е целата структура по вертикала во рацете на оној кој што го владее УКИМ, останува уште овој простор да се заземе и тогаш ректорот ќе има тоталната контрола внатре во универзитетот, што е добра една појдовна позиција за влегување во избори. Од прилика приказната за интересите на ректорот и деканите е јасна. Меѓутоа, мене не ми е јасно зошто Министерството за образование им влегува во ваше име. Дали старите коалиции проработуваат во овој период? Еве и ние сме пред избори. Може би не би Затоа што сакала. министерот нема причина да влезе во таа приказна, да бара репрезентативен синдикат, кога работата е многу јасна. Може би, не сакам да шпекулирам, ќе видиме што ќе разговараме денеска и како ќе завршат тие разговори. Може би министерот е погрешно советуван од незнаење или од други некакви си намери, да не влегуваме сега во шпекулирање околу тоа, но мене ми е едно нешто индикативно. Ова замешателство трае веќе колку 10 дена. Истовремено, најголемата опозициона партија за овие 10 дена, ВМРО ДПМН, не се яви со никаква реакција или со некаква формална, исклучително блага реакција. Па Што тоа е партија... Што за опозицијска партија би се очекувало тоа? Би се очекувало, видете, ВМРО ДПМН целиот овој период креира афери. А камоли ваква ситуација која што нормална опозициона партија во предизборен период би ја искористила со полно право. Така што оние кои што ги прават анализите и ги кројат политиките во партиите, нека седнат, нека ги разгледаат сите овие елементи, па нека видат кој каква игра кому му сместува. Ние нема да бидеме дел од нечија игра. Ние како членови на НАКС и како членови на академската заедница, која што собра храброст пред 5-6 години во време кога се плашавме да не бидеме избркани од работа, апсени во крајна линија, сега да се подсетиме во какво општество живеевме, тогаш собравме храброст да се спротиставиме, а сега апсолутно немаме намера да се повлечеме. Вчера исто така представниците на синдикатот има средба со министерот за образование. Слушам дека тој разговор поминал без конкретни резултати. Имате ли информации што конкретно се случувало на разговорот? Како се одвивал тој разговор? Што е нејасно за министерот Дени? Па, видете сега, не е мое да од трета или четврта рака пренесувам некаков разговор кој што го водел друг синдикат. Но е исто така интересно што, ова можам да го кажам, што на барањето на СОНГ, бидејќи ние се согласивме да дојде денеска на состанокот и заедно да разговараме, министерот одбил и ги повикал да дојдат вчера сами. И ова ме подсетува на една ситуација од септември, ми се чини месец, кога СОНГ после тоа излезе со веста добра дека е договорено покачување од 10%. Пред нив бевме викнати ние, па се шегувавме дека како забрз координација кој кога е на термин. Пред нив бевме викнати ние изложивме не барања, туку ние изложивме сеопфатен концепт за подобрување на ситуацијата во високото образование, кое што е катастрофална, со цел да се подобри квалитетот на високото образование, аспектот на млад кадар, аспектот на финансирање на дејноста и така натаму. Видете, ние не се овој синдикат НАКС. Неговата главна цел е да влијае на политиките во ова општество со цел подобрување на квалитетот на високото образование. Социоекономската положба на вработените е само еден сегмент од целата оваа голема слика. Понас влезе СОНГ, излегоа со 10%, а и тогаш, очигледно и сега, намерата на министерот било да разговара со синдикатите, посебно со еден, посебно со друг, па да види сега каде може поевтино да се помине.
Тоа значи дека откако не успеа да ве скара, сега имат потреба за нов синдикат? Па не знам, веројатно. Ние поради ова формирање на овие така наречени, не се ова жолти, ова се флуоресцентно жолти синдикати, прв пат стапивме во комуникација со СОНГ, седнавме да разговараме во име на заедничкиот интерес на високото образование. Процесот на формирање на тој така наречен синдикат продолжува. Прво и основно, нема потреба од колективен договор. Но дури кога би требало да се потпише колективен договор, да не заборавиме дека ние на 8... Зошто за покачување на платите разговара со вас, сега за потпишување на колективниот договор барат нов синдикат? Не знам што да ви кажам. Ние на 8.11 доставивме колективен договор комплетен во кој што се озаконува работењето, дејноста се озаконува. Па колективен договор не е само едно покачување. Колективниот договор ги уредува сите односи и права на самата работење и на работниците. Вие тоа многу добро го знаете. После тоа, иако јавно го повикувавме министерот, ние апсолутно не добивме одговор од него, а дента на состанокот беше ветено дека кога ние ќе го донесеме колективниот, на состанокот бевме со нацрт, рековме дека ни требаат уште 10 дена за да го формализираме тоа низ органите и телата на синдикатот. Го доставивме на 8.11, имаме архивски број. Ветувањето беше дека една недела после тоа министерот ќе не повика и ќе почнеме да разговараме. Воопшто не повика, наместо да ги продолжите разговорите, вие има притисок за формирање. Така, а после разбираме од СОНГ дека кога ги прашала зошто не бил викнат НАКС и зошто не е разговарано, министерот кажал дека нема никаква намера да разговара со нас, ние не сме репрезентативен синдикат. Еве сега СОНГ е репрезентативен синдикат во гранката. Тој може уште денеска да потпише колективен договор, се опфатен. Ние немаме проблем да вие ќе ги поддржите во... Ние немаме никаков проблем да одиме во преговори заедно со СОНГ. Ние немаме никаков проблем да одиме со заеднички колективен договор. Ние немаме проблем дури и СОНГ самиот да го потпише. Тука не се работи за суети. Тука се работи за тоа да академската заедница, високото образование после 30 години, морам да потенцирам, да добие колективен договор како што заслужува, а не да биде продадена за ефтини пари. За колку? За 1000, 2, за 3. Мора да бидат свесни колегите дека во овој момент некој ги продава во свое име и за своја сметка. Кој? Ќе видиме. Едниот е јасен. Раководствата на двата универзитети се јасни. Кој е вториот партнер? Спомнавте за притисоци и уцени. Како изгледа тие? Во врска со синдикално, па еве како изгледа. За овие прашува новинарите на првиот прес која е бројката на членови на НАКС. Јавно ќе кажам, 300 члена. Во главном од УКИМ, една синдикална од УКЛО и мал број членови од јавни научни установи. Тоа изгледа вака. Ви се јавуваат колеги од факултети, безброј кафиња имам испиено, среќа што имам добар желудник, па немам чир на желудник. Безброј кафиња имам испиено, доаѓаат луѓето кога ќе разберат, ние разговараме, се договараме за формирање синдикална организација и после ден ги праќаме документите, многу едноставна процедурата, тоест постапката за формирање синдикална организација и после ден-два колегите престануваат да се јавуваат. И тоа не се случило еднаш. За овие години. Вие претпоставувате дека некој им се јавува и ги демотивира да... Некој внатре кога ќе влезат во својата единица, некој им веројатно им кажува зошто иначе... Не им е паметна идеја. Така, па зошто иначе не сум присуствувала, но имам неофицијални информации. А таму каде што успевавме, таму каде што колегите успеваат да се организираат и да формираат синдикална организација, од првиот ден постоја обструкции кои што беа
оправдувани како проблеми од технички карактер. Од типот сметководството не прифаќа да плаќа чланарина. На почетокот деканите не знаеа дека имаат законска обврска како директни работодавачи. Велеа, па нема ние што да даваме налог. Па морахме да ги подсетиме дека се одговорни лица и дека според закон за работни односи ќе платат казни, глоби и така натаму. Па после тоа кога разбра дека мораат да обезбедат плаќање чланарина, после почна изговорите од типот, од технички карактер, од типот, знаете, во софтверот за исплата на плати нема позиција за исплата на ваква синдикална чланарина, па немаме пари, па да викнеме, па да... И тоа така се одолжува, па нема документи, па се губеа документи, и тоа така бескрајно се одолжуваше. Да, така што и сега наспроти сето ова ништо ние поминавме, наспроти сето ова, овој нели нов синдикат за само 1,5 ден постигнува репрезентативна бројка на ниво на ОКИМ. Не ви е малку сомнително? Чудно е, да речам. Чудно од злоупотреба на позицијата на мојки од страна на ректорот и деканите, меѓутоа чудно и неприфатливо од академската заедница. Ако академската заедница е така лесно подложна на притисок, ја не знам што треба да направат обичните луѓе. Простете, но мислам дека во овој момент не сакајќи правите ревиктимизација на жртвата. Прво, мал број наставен кадар е влезен по моите информации, а администрацијата е секогаш под директна контрола на раководството. Зошто велам ревиктимизација? Јас на почетокот кажав дека УКИМ никогаш не беше ослободен, туку дека УКИМ е се уште заробен универзитет. Ги спомнав по луѓето на моќта. Ќе ви објаснам како тоа изгледа. По примерот на мојот факултет. Како гласен сенатор, кој замислете ве молам, наводно е против ректорот затоа што принципиално бара да се тргне точка од дневен ред гласање за финансиски извештај за еден факултет за проект, а поради тоа што финансискиот извештај ние како сенатори го немаме, не ни е доставен да го видиме. Јас сум непријателски сенатор. И исто така принципиалното делување на нашиот претходен декан. Факултетот за драмски уметности беше казнет со 20.000 евра непотпишување извештај за проект во износ од 20.000 евра, а вкупниот приход од студентите од прв циклус студија на Факултетот за драмски уметности е 25.000 евра на годишно ниво. Се работи за финансиски притисоци, да се разбереме. Се работи сега еден факултет од кој што на нашиот прес излезе колегата, ректорот не потпишува барање до МОН за барање за согласности за вработување. Тоа се оние ситни административни условно кажано работи кои што директно генерираат последици врз работењето на единиците. Тоа не е шала. Воопшто не е шала. Да. Еве, времето не гази, тука треба да го завршиме разговорот. Ви посакувам успешни преговори со министерот за образование. Тоа беше Маја Стефановиќ, поранешен председател на Независен академски синдикат.